Добро утро, почитувани струмичани. Задоволство е да се биде на овие прекрасни земјоделски парцели кај што се одгледуваат голем број на земјоделски култури, но некаш имаме и ситуација кога еве нажалост сме тука за лоши работи. Денеска всушност сме и за една таква работа, односно невремето кое што беше вчера и претходниот ден. Заедно со градоначалникот и со земјоделците сме на терен кај што ги констатираме состојбите кои што настана од невремето. Реално големи проблеми се затекнати земјоделците и еве како министерство, како влада и како држава, воедно и општината како локална самоуправа, согласно сите законски правила и прописи кои што постојат за заштита, сме тука за да се искоординираме и нормално да дадеме можност за да помогнеме на земјоделците. Инаку веќе од раните утрински часови, како што напоменав, направивме средба и со градоначалникот, се договоривме околу тековните активности кои што треба да следат во наредниот период, односно тоа ќе биде свикување на седница на Совенот, донесување на одлука за прогласување на елементарна непогода, кај што ќе имаме период и земјоделците ќе може да ги пријават настанатите штети за потоа да се поднесе соодветна процедура за доставување на елаборат до владата и до министерството. Убаво е чувството да се гледаат земјоделските култури, но многу е тажно кога земјоделскиот труд ќе биде уништен, односно она кое што треба да го добијат и е вложено во текот на целата година сега да биде предмет на уништување за само неколку минути, но тоа е силата на временската погода и непогода. Убаво е да имаме убави временски погоди, односно кои што даваат добар квалитет на земјоделските култури, но некогаш имаме и вакви несакани дејствија кои што доведуваат до несакани дејствија и штети. Затоа ние максимално ќе се вложиме и сите можности кои што ги имаме ќе ги искористиме за да дадеме помош за настанатите штети и да бидеме на страната на земјоделците, бидејќи тие се нашите партнери во градењето на македонското земјоделство. Денеска во посета на општина Струмица е министерот за земјоделие господинот Борче Серафимовски, каде што заедно извршиме увид на настанатите штети од вчерашното невреме кое зафати и Струмичкиот регион. После ова невреме настани се големи материјални штети како на пластаници, така и на земјоделските поседи. Во текот на вчерашниот ден, освен земјоделските поседи, имавме штети настанати од паднати дрвја и на повеќе места во општина Струмица, посебно на одредени патни правци, фреквентни патни правци. Интервенираше, сите служби интервенира навремено. Противпожарната единица со три групи реагираше соодветно, беа отстранети повеќе паднати дрвја на повеќе патни правци, Просторниково Струмица, Куклиш Свидовица. Имаше место население, се организираше во делот на село Габрово, каде што имаше исто така паднати од навремето паднати дрвја и гранки. Исто така беше санирано. Службите од јавното вработените од јавното предпријатие за комунална дејност Комуналец исто така беа на терен и извршија санација на повеќе штети настанати од невремето. Екипите на Евана реагира во санација на паднатите електрични мрежи во Куклиш и во Банско, каде што од ветрот беше настаната штета, однесена беше кровна конструкција на објект за домување, настаната има штета во Банско. Електрична енергија негде околу 9 часот беше повторно ставена во употреба во овие населени места. Во текот на денешниот ден екипите на Комуналец исто така се на терен и ги санираат настанатите штети од вчерашното невреме. Апелирам до нашите сограѓани да пријават штети во службите во општина Струмица, за да може да излезе навремено комисијата за проценка на штети и да биде след тоа евидентирано. Благодарам. Колку фолии? Имам 20 фолии уштетено. Цеви свиени, откриени, скинани. Това е страшно, значи. За среќа вчера бееме таму, ка се деси това, ама това е, не знам, јас мислам дека това е вештачка работа. Не е това природно. У исто време и да трае 15-20 минути и прекинува и нема ништо, нема ни дожд, нема ни ветар, нема ништо. Това не знам што да кажем, това е чудо. Голема мака, свиени цеви, скинани најломе. Таа голема мака. И утре дојден ќе каже 30 динара бил скап пиперо. Зимат ни у магазинерото по 20-25, па така било, унака било, нечина и не знам шо. Нека дојдат да видат сега какво е. Сега колку што сме уложиле, треба уште толку да дадеме сега за најломе пари, цевите треба да ги вадеме, па поново да ги виеме. Или некој ќе купа нови, кој има можност ќе купа, кој нема ќе се задужи у магазин, у аптека, а у чо ќе го плата ако не произведен пипер? Нема у чо. Това е, браќе. Очекувате ли помош од државата за
Абе, ние очекуваме, ама ако дадат, добро, ако не дадат, па е добро. На сила не можем никой да натераме да ни даде. И аз мисля, тук и държавата не е виновна, ако има изпомощ нещо да помогне, добро, ако не, живи и здрави, що да направим? Как ќе преживееме, що ќе преживееме, това е тежка работа. Ние си знаеме, нема шо. И зима иде, а това е последно производство веќе. Нема друго. Аз сега тази пипера тук, ако не се покрия, уроко за 3, 4, 5 дена най-много, тия колове ще са наведни всеки изгорят. Това ќе се разсипа се. Нема нищо, значи. Това и магазин не го взима. И джабе работил цело лето. Аки не може да преживееме зимата. Толкова вече. Панче Петров.